Севима. Току што беа дошле во деветкатницата. Момиченцето беше на Орханови години. Имаше сини очи, како небото. Косата ѝ беше жолтеникава, како пискул на пченка. Растот ѝ беше висок, како јасика. Тој ден, при доселувањето во новата куќа, Севима стоеше во еден агол како тугинка. Децата од новата улица веднаш почнаа злобно да дофрлуваат. Жолтоклунко, Ќускија, Ќутук. Орхан не рече ни збор. Неколку пати се обиде да ѝ се приближи, но постојано чувствуваше дека му се пресечуваат нозете. Кога се смрачи, Орхан се качи во својот стан, но мислите му беа оново дојденото момиченце. Дури и сонуваше за него. Утрото беше понеделник. Орхан мошне рано слезе долу. Го чекаше момиченцето, но попусто. Реши да дојде до нејзиниот стан. Скалите ги пречекоруваше по две одеднаш и само што требаше да ѕвони на вратата, но не се осмели. Ако излезе мајкај, што ќе речеше? Каква причина требаше да измисли за посетата? Се откажа и една по една ги пречекори скалите удолу. Почна да чека. Беше веќе мрак. Орхан се качи во својот стан и пак мислеше на момиченцето и повторно го сонуваше. Тоа пак беше мошне ужалено и ја молеше мајка си. Овие деца се лоши, некои ми дофрлуваат зборови, а еден од нив, тоа беше Орхан, никако да ги оддели очите од мене. Зарем сум диво животно? Следното утро Орхан рано појде во училиште. Кога влезе во училница, се занесе во мислите. Зеде парче хартија и боженпишува задача на хартијата ги напиша следните зборови. Па, јас не сум од оние деца. Јас само сакав да ти пожелам добре дојде, но се исплашив, за да не се шегуваат со мене моите другарчиња. И уште не ја беше докрајчил мислата, а вратата од училницата се отвори и внатре влезе момиченцето од Орхановата деветкатница со мајка си. Учителот праша: кој ќе го прими гостинчето? Децата без глас некако чудно погледнаа во момиченцето. Орхан стана и рече: јас. Момиченцето седна крај Орхан. Тој тивко и го шепна своето име и праша: а твоето? Момиченцето сакаше да одговори. Неколку пати се обиде, но не успеа да рече. Гостинчето се вика Севима, ќе учи во нашето одделение. Севима, навистина прекрасно име, рече Орхан и почувствува известна топлина во себе. Момиченцето покажа кон децата од новата улица во одделението. Ти не плаши се, рече Орхан, јас сум овдека, само нека се обидат да те допрати ќе видат. Орхан одеднаш се почувствува огромен, така да се каже, возрасен. Беше готов да се жртвува за Севима.